решавање на задачи. И наставникот го бараат за на нашата табла да ни биде прикажана нашата следна лекција. И јас сум особено многу возбудена затоа што многу ме интересираат како функционираат сите тие работи со струја, па тоа дека луѓето ние сме спроводници на струја, е многу фасцинантно, нели наставнику? Така е. Сега ние во овој час ќе работиме за решавање на задачи врзани за струјата и напонот кај струјните кола. Што гледаме ние на оваа слика? Значи овде имаме еден мерен инструмент за напонот на струјата и тоа ни е волтметар. Добро. Тој има скала и определени поделоци. Како можеме да пресметаме спрема тоа стрелката кај ни се наоѓа колку имаме напон, една вредност на еден поделок колку ни е и бројот на поделоците. Пример, ако вредноста на поделокот е 10, а L е 0,5, тогаш поравенката U еднаква на K по L може да пресметаме дека имаме 5 волти напон. Така. Значи, вредноста на поделокот мора да ја знаеме и бројот на поделоците. Да. Сега, овде имаме... Ова е струјно коло. Да, ова се струјни колова. Има основна разлика во овие две струјни кола е што знаеме или да продолжиме. Разликата? Дали тече или... Што е на ова, што е на ова? Основна разлика. Разликата што напонот дека еве ова струне. Јас ќе кажам, разликата е во сврзувањето на потрошувачите. Така. Потрошувачите или сијаличките овде. Овде ги имаме поврзано сериски, а овде ги имаме поврзано паралелно. И каква ќе биде јачината на струјата и отпорот зависи од тоа како ќе ги поврземе елементите во даденото струјно коло, потрошувачите како ќе ги поврземе. Дали може едно прашање? Може. Дали би било, дали кога е паралелно, првото има најака струја, ова а другите... Ова е паралелно, ако речеме ако ова е паралелното, нали ова е највише струја произведува, а ова помалку? Струјата во струјното коло е тука. Тука се дели и според Кирхововото правило струјата се дели подеднакво. Значи и во серискиот и во и овде Не, овде струјата е секаде еднаква, амперметарот кога би бил затворен преклопникот, тогаш струјата амперметарот каде и да го вклучиме, на секаде ќе ни покажува иста струја, додека ако е овде нормално преклопникот затворен, тогаш овој амперметар ќе ни покаже една струја и најголема, овој амперметар тука ако ставиме амперметар, ќе ни покаже друга струја, овде друга. Ако овие два потрошувачи, односно сијалички се еднакви, ќе покаже амперметарот иста струја. Ако не ќе покаже едниот поголем, а другиот помал, ама кај двата за овие двата ќе биде еднаков колку овој. Збирот на овие два ќе биде еднаков. Јасно. Значи се дели струјата. Јасно, да. Во овие јазовни точки. Мислев кога бе прашав, да. Волтметрите нормално секогаш ги поврзуваме паралелно, бидејќи ако го поврземе сериски нема да ништо да направиме. Волтметарот секогаш се поврзува паралелно, а амперметарот секогаш не се поврзува сериски во дадено струјно коло. Така. Овде имаме малку една интересна слика, која е функција на волтметар, на отпорот, која е функција на напонот и која е функција на јачината на струјата. Ако јачината на струјата е еден работник кој се движи низ еден канал, улогата на напонот е да го гура работникот да оди што напред, побргу да оди напред. Да го турка. Да го турка. Додека улогата на отпорот е пак да го спречува движењето на работникот. Што помалку, што повеќе е затегнато јажето на
отпорот, толку послабо може да се движи овој работник напред. Илюструете. Колку е незатегнато јажето, тога може повеќе да се движи работникот и струјата да биде поголема. Така. Така, јасно. Да шпицнам. Ајде Значи- да се дезинфицираме на кратко. Не, професорот нека се продолжи. Рековме веќе и ова мора да го запомниме, основно е, амперметарот за да не функционира во дадено струјно коло мора секогаш да го поврземе сериски. Инаку може да дојде во ситуација да го изгориме или нема да ни покажува ништо. Добро. Додека волтметарот мора секогаш да го поврземе паралелно, за да ни работи во струјното коло. Тоа мора да го запомним. Сега на овој линк, сега дали може овој линк Да го пуштиме? да го пуштиме? Дали овде ние имаме интернет? Ако го пуштиме овој Имаме. линк, ми кажа дека нема, сега ќе видиме. Ако го пуштиме овој линк, може со денови да работиме во оваа Има виртуелна значи лабораторија. разни вежби тука, така? Како може? Вежби за затоа што струја, разбираш за во Windows-от поставување, да разно, кликапове? додека да го пушта тие овој линк, ние може вака, например, ако две батерии ги поврземе паралелно и напонот на секоја од батериите е 2 волти, тогаш купниот напон во струјното коло пак ќе ни биде 2 волти. А ако 3 батерии поврземе сериски и напонот на секоја од батеријата е 1,5 волт, тогаш ќе ни биде збир од сите 3 напони. Значи 3 батерии по 1,5 волт, ќе имаме 4,5 волти напон. Ево го се отворим. Супер, штом се отвори, сега може да се играме до колку сакаме. Ова ни е една виртуелна лабораторија. Ова ни е батерија, извор на струја. Без неа нема да може да работи. Ова ни се жиците, проводниците. Ова ни е потрошувач, светилка, ова отпорник, ова ни е прекинувач. Ваму имаме волтметар, имаме амперметар и ни покажува определени работи други. Сега ќе земеме една батерија. Добро. Тоа е извор. Да, може. Тоа е извор на едно струјно коло, така? Зашто не може? Не, не е на тач. Јас ќе работам од овде. Добро. Не работи тачот. Ева. Добро. Стави ја на среда тука некаде. Тука? Малку подолу, бидејќи ќе ставаме уште. Ајде. Ќе земеме една жица. Добро. Овде е споја едната. Добро, сега да вака. Добро. Малку нагоре линија. Ќе земеме една сијаличка. Една сијаличка. Добро. Тука? Да, споја со неа. Пак жица. На која страна? На Проводник и тука ќе го Аха, споиме. уште еден проводник. Ајде, еве. Не, од Другата страна. Тука? Ајде. Не. Кај сакате са? Кај кај ше крупчето? Ова крупчето. Овде, вака? Да, ќе земеме еден амперметар. Оба. Кај амперметар? Еве амперметаров е овде. Да. Спој го тука, долу кај со батеријата. Кај сакате да го спојам? Само Извади го овде со ножички имавме, кај се ножичките? Ќе ги најдеме. Што треба да направам? Од тука да го извадиш, тука да го ставим. Или нека го. Вака мислите? Ама да ставевме уште една сијаличка, Сијаличка. да ги поврземе. Ајде ќе ставиме, ајде. Ова можеме да... Добро, може, земи ја сијаличката, стави ја тука. Ајде, нека го така. И наставникот вели да ги поврземе на поврземе. Проводникот стави го само малку тргне се да може да гледаат и Да ништо не гледаат што тука од работиме. тебе. Ајде ти направи го, Лина, по структурички. И пушти го надолу. Не, само да се навади. Поврзи ги. Една ножичка. Ете ножичката, Ја да. најдов. Една А како ножичката се тука спуштава? исечи го и после ќе го. Добро, спушти го тоа надолу. Добро. Нема везе, спушти го. Поврзи, ама Ако- поврзи го со ова. Тада ќе го поврзи. И сега Ау. ни светат сијаличките. Така. Така е. Сега со ножичката исечи тука барем. Тука некаде. Само тука. момент. А па Е, не. тука.
Кај сте ножичките? Исечи го тоа. Гледаме дека веднаш престанува струјата да тече во струјното коло. Така ни се поврзани и сијаличките за новата година, сериски. Значи, кога се поврзани сериски, каде и да прекинеме во струјното коло, престанува струјното коло да работи. Значи, ако една сијаличка се расипа, престануваат сите да работат. престануваат, Да. така. Сега, паралелно да го направиме ова, исечи го тоа тука. Ова да го вратам? А например, ако е нешто паралелно поврзано, сега ќе видиме Исечи дали го тоа ќе тука. престане, така? Да. Дали ќе престане, така ли е, Лина? Дали ќе престане? Дали добро зборувам штипски? Како се сиче? Часови по штипски јазик. Се. Горе на ова. Така, ова Да спои го го вратам. тука. За овие, за минусите факи, А не, влечи. минусите, кај се Сега, ова исечи го од тука, стави го тука. Ама... Не, тоа не. Ова ќе го Ова помогнам ќе само. го ставиш долу некаде. Исечи го од тука. Така, тргни го. Ова, исечи го. Ова овде исечи го, горе, тука. И овој дел ќе го споиш тука. Не тој другиот. Овој? Да. Бидејќи за да биде паралелно споено. Бидејќи паралелно спојување имаме кога почетокот на првиот е со почетокот на вториот, а крајот на првиот е со крајот на вториот. Тогаш имаме паралелно спојување. Така, сега ова тука. Сега малку ги извртавме, ама Па добро, не е битно, не е да. битно. Сега пак ќе земеме проводник. Добре, така. Да. Проводник, стави го тука, На ова страна. на ова, да. Наваму да го повржиш. Наваму го стави. Вака за паралелно. Да, мора да го споиме На до минус тука. последен, там. Таму и повлечи само. Додека таа работа, ако треба ќе земеш уште еден проводник, па ќе го споиш. Ете, и ќе го извлечи извлечи го малку. Прошири го малку проводникот. Така, и уште еден земи и стави го вака. Ете го. Луна, Лина. Така, Овде? така. И земи еден проводник, спои го тука. Окей. Ете, како куќа. Ау, изгоре батеријата. Изгоре бидејќи Голема. голема ни е исечи некаде тука, пример. Ќе Лина. ставиме еден отпорник. Ќе изгоре батеријата, бе, Лина. Стави отпорник. Зошто изгоре батеријата? Бидејќи ни Затоа што е е многу многу јака напонот, нема. јака струјата. Сега исечи тука. Амперметрот требаше го ставиме, али добро, може и да не го ставаме. Исечи тука. Исечи го тука. Това. Опа. Овде Само не програмчето ми се што много. Не. Ете. Мораме Сега- да побрзаме малку, бидејќи ни завршува. Не работи часот. само ова, другото не работи. Дома можете, драги деца, и така сте слободни од ова програмче да работите. Милиони ги има начини како да составате струјни кола, што да работите со нив. Имаме исто и спојување, како да го пресметуваме еквивалентниот отпор. Отпорот можеме да го, ако се сериски поврзани, тогаш вкупниот отпор ќе биде еднаков на збирот од различните отпори. Пример R1, R2, R3 ако имаме со по 6 оми, и ако се сериски поврзани, тогаш вкупниот отпор ќе биде еднаква R еднаква на R1 плюс R2 плюс R3 и еднаква на 6 плюс 6 плюс 6, 18 оми. Но ако ни се сврзани паралелно, тогаш имаме 1 врз R е еднакво на 1 врз R1 плюс 1 врз R2 плюс 1 врз R3. И сега ставаме наместо
R1 ставаме 6 и ќе имаме за сите така имаме 1 врз R ќе биде еднакво на 1 врз 6 плюс 1 врз 6 плюс 1 врз 6 или ќе добиеме 3 врз 6 кога ќе го завртиме тоа ќе добиеме дека вкупниот отпор ќе биде 2 Ом, бидејќи 6 делено на 3. И гледаме дека ако ги сериски поврзуваме, отпорот во дадено струјно коло се зголемува, додека ако паралелно ги поврзуваме, отпорот во дадено струјно коло ќе се намали. Супер. Одлично, наставнику. Ви благодариме за овој возбудлив час по физика и веќе чекаме повторно да учиме физика. Другарчиња, се надевам се забавувавте и учевте денеска. Се гледаме утре. Чао од мене, Вуко, јави се. И јас ви благодарам, деца. Поздрав.